Здраво, драги дечиња! Јас сум учителката Лидија и сум вработена во градинката Мајски цвет во Битола, во објектот Качунка. Како сте ми? Дали сте добри? Јас сум добра, а се разбира дека и вие сте добри. Се разбира дека ви недостига вашата градинка и нас ни недостига, верувајте ми, и на вашите учителки и на вашите негователки. Едва и чекаме за повторно да се видиме, каде што сите заеднички ќе може да другаруваме. Денес, мои драги другарчиња, мои драги дечиња, ќе другаруваме на еден поинаков начин. Сакам да се доближам до вас, малку да поразговараме. Исто така ќе ви поставувам и прашања на кои што вие знам дека веднаш ќе ми одговорите. За денес ја избрав темата здрава храна. Знам дека многу пати сте разговарале за здравата храна и во вашите градинки, со вашите учителки. Кога станува збор за здрава храна, веднаш ми станува јасно дека треба да јадеме овошје и многу зеленчук. Еве, на оваа фотографија гледаме разни видови на овошје и зеленчук. Па можеме да започнеме. Најнапред ги гледаме црешите. Вие, дали ви се допаѓаат црешите? Да чујам? Да, секако дека одговорот е да. А во кое годишно време ги јадете? Во лето, секако. Значи црешите се овошје. Понатаму, еве ни го кромидот. Негови точиња се насолзени, бидејќи кога мама дома го ренда, кромидот веднаш се појува солзички на незините очи. Меѓутоа тоа не е страшно, бидејќи кромидот е основен продукт, основен производ, кој што најповеќе го користиме во манџите. Леле колку прекрасен фрис има оваа брокула, оваа зелена брокула. Да, тоа е зеленчукот брокула. Понатаму, во лето исто така се јаде и лубеница. Знам дека вие дечиња многу ја сакате лубеницата. Потоа имаме авокадо, исто така овошје. Ова тука ни е роквица, која што иако изгледа дека е црвена, меѓутоа кога ќе ја пресечеме, таа внатре е бела. Еве го и морковчето, кое што најповеќе го сакаат зајачињата и го грицкаат со нивните запчиња. Јаболко кој сака да јаде? Така се разбира дека вие дечињата јадете вкусни и прекрасни јаболчиња. И на крајот ние бананата, која што е жолта по боја и исто така многу вкусна за јадење. Во кошничката имаме прекрасни продукти, прекрасни производи, свежи набрани од различни производи. Тука ни се доматите. Ајде заедно да изброиме колку домати има. 1, 2, бројте заедно со мене, 3, 4, ова назад што се скрило ќе биде 5, овие тука двете, 6 и 7. Понатаму. Ова тука што е дечиња? Дали препознавате? Некој може би ќе речи дека е кумпир. Навистина име не ми заличе на кумпир. Меѓутоа, тоа е цвекло. Еве го цвеклото, како изгледа. А кога ќе го пресечеме, има јака црвена боја. Понатаму на сликата имаме морковчиња, па банани, ананасот еве го, зелката, спањакот, пиперките. Колку пиперки имаме? Така, 2 пиперки, брокулата, зелката. Од сите овие зеленчуци можат да се направат прекрасни, вкусни, свежи салати. Па кога ќе му додадеме и солчичка, масленце и киселинка, тие ќе бидат многу вкусни за јадење. Меѓутоа, еве ги нашите другарчиња од градинка, кои што ги мијат плодовите. Пред секој овошје да се конзумира, односно да се јаде, треба прво прекрасно, односно убаво со нашите раце да се
измјака, кој што тоа го права дечињата од нашата градинка под млаз вода. Понатаму нашите дечиња земаат пластични ножиња и можат да ги сецкаат плодовите. Тоа секако го можете и вие дома, со пластични ножиња. И на крајот, нашето пријателче Смајли лајкнува, бидејќи вели дека е време за ужинка. Сега јас ќе ви го прочитам текстот Овошна караница. Во него се зборува за Чичко Компир. Гледате колку се сите весели и разиграни, па јаболкото кое што се представува како некоја банана, како некоја балерина дека е, крушата која што си има ставено слушалки на незините уши и се радува и пее, потоа портокалчето кое што вози скирол и бананата која што со тропалки си игра и си пее весели песни. Сите тие се многу весели. Тие мислат дека тие биле најдобрата овошка. Ајде да видиме дали е така. Но прво да видиме дали треба и да се караме, да се расправаме меѓу себе, секако дека не. Тоа го разговаравме и во градинката. Треба ние дечињата да се дружиме, да другаруваме, кога му е тешко, на другачето треба да му помогнеме кога ќе се најде во некоја неволја. Така дечиња? Да. Ајде преминуваме на текстот. Компирот прво се сретнало со јаболчето и му рекло: "Здраво, јаболче!" А јаболчето одговара: "О, чао, Компирче! Кажи ми, познаваш ли подобра овошка од мене?" Компирот: да, само да ме нема мене, сите ќе беа гладни." Јаболкото го погледнало портокалчето и му рекло: "Портокалче, ти го пропатува целиот свет. Ајде кажи му на овој тврдоглав Компир дека нема подобра овошка од мене. Нема и нема." Портокалот вели: "Абре, што си толку вообразено, па ја сум 3 пати подобар од обајцата. Дури една боја се вика портокалева, наречена е по мене. А нема ниту компирова, ниту јаболкова боја." Компирот му рекло на портокалот: "А за мене ти си еден невоспитан и обичен портокал, така да си знаеш." Дошла бананата со тропалките во раката и му рекла: "Абе, ништо не ве разбирам, леле, главата ми ја пукнавте, не врескајте." Портокалот му рекла: "Ете, бананче, да ти кажеме, ова вообразено јаболчиште си се замислува дека било најдоброто овошје на цел свет. Леле, кутрото тоа, не знае дека јас сум најдобрата, затоа што сум првата храна за доенчињата и за децата." Јаболкото вели: Не е вистина. Првата храна за доенчињата е млекото, а потоа ренданото јаболко, ете така да си знаеш." Бананата вели: "Забораваш дека јас и господинот Портокал дојдовме оддалеку и подобро го знаеме светот на витамините." Портокалот: "А што пак ти знаеш? Компиру еден, кога си пораснал во темница под земја." Пих, Компир. Бананата му вели на јаболкото: "Или ти, јаболко, код јаболкницата не си видело ништо друго и подалечно до градата на соседниот овоштарник." Пристигнала и крушата, дечиња. И вака им вели на сите: "Што ви е вам, бре, ова појно поле или што е?" Компирот вели: "Секој сака да биде најдобриот, ете што е, крушке." "Кажи, тетка Крушо," вели јаболкото, "нели јас сум најдоброто овошје?" А Портокал вели: "Не си ти, туку јас." Бананата тука дофрлува: "Не ти, туку јас, ете така да си знаеш." А крушата на тој им вели: "Леле, ама сте смешни. Ами ако е така, тогаш и јас би можела да се надпреварувам за најдобра овошка, зашто сум меденка и блага како мед. Кога Бисерка ќе се врати од училиште, ќе си подготви ужина и..." Компирот вели: "И првин ќе си свари компирче." Јаболкото и бананата во еден глас викаат: "Потоа ќе си испасира јаболко и банана." "А, не, Портокалот, прво доаѓа сокот од портокал, ќе испие сок."
крушата вели. И на крајот ќе се заслади со медено крувче. Фатете се, дечиња, за стомачето, бидејќи сите овошјеки и нашиот зеленчук кумпир се фатиле за мешето и викаат: добар апетит! Тоа е приказната за нашите овошки. Значи, која е најдобрата овошка, драги дечиња? Па нема, сите се добри. Сите се добри, вкусни на свој начин, бидејќи ако ни ги јадеме, ќе пораснеме многу големи и ќе бидеме здрави и силни. Од овошките и од зеленчукот може да приготвите разни декорации, како што се на овие сликички. Палми, лебедчиња, ежиња, жена, смајли разни какви што сакате и што ли уште не по ваша желба. Како што се овие прекрасни јаболчиња изработени од цевка. На крајот, сакам да ви препорачам, не заборавајте, што е најбитно. Треба да се пие многу вода, бидејќи таа е основна потреба за нашето тело, за нашиот организам. Така вели и нашето другарче Смајли и лајкнува еден голем лајк за водата. Можете да направите и свеж природен сок од разни овошја и зеленчуци. И не заборавајте, има многу активности кои што може да се работат со овошките и со зеленчукот. Како што ова дете од нашата градинка, кое што скока од плод до плод. Од грозјето може да рипни на портокалот, од портокалот на пиперката, па на зелката на лубеницата и така натаму по наредба од воспитувачот, а вие дома тоа можете да го правите по наредба од вашата сестричка или братче или по наредба на мама и на тато. Се надевам дека ви се допадна денешната тема за која што малку поразговаравме.